утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во Република Дуи Македонија. Прв ден Талат Џафери, премиер на државата. Веќе го гледаме полетниот дух, Ивица. Кој полетен дух? На промените, the winds of change. Види, вчера она што го гледавме беше еден таков одвратен балкански етнички национализам кој што не сме го виделе со години овдека. Мислам го посрамија Миле Додик. Се вцрвени човек од која видео на што правеа вчера. У гроб се врти Слободан Милошевиќ. Мислам, ваков одвратен етнички национализам, ова е невиден со векови, плюс некои таму луѓе што се представуваат како новинари, а се освен новинари, некои национални работници кои знаеш што замислуваат, уште пеа песни со кого, со Али Ахмети. Замисли сега, се викаме, замисли покоен Валтер Кронка и тебе да го гледаме, у кабинет со Никсон пеел песни, мислам. Незамисливо. Или замисли го, замисли го Грен Гринвалд, така? Да отиде со Трамп песни да пее. Мислам, едно таков... Ја би пеел. Еден таков ја би пеел за Македонија, би пеел за... Еден таков одвратен... Ако гледате нивото на политичката култура, на таа групација, политичка групација, не зборам за етникумот, зборам за политичката групација. Нашиот гостин овој утро, Љубомир Ѓурчевски, началник во пензија, истакнат безбедносен експерт со кој често коментираме безбедносни теми. Добро утро за слушателите на Радио Лидер. Ке се вратиме на етношовинизмот во вториот дел и на Талат Џафери, тоа нека биде втор дел од нашата емисија. Тука имаме, ке си ги кажеме нашите гледишта. Првенствено, видете, Али Ахмети и Талат Џафери се тука утре, нема да бидат, денес ќе биде премиер за 3 месеци, нема да биде премиер Талат Џафери и така натаму. Но она што ќе остане е општеството во кое ние живееме. А знаете, не е ни важно кој е премиер додека некој ни ги дрогира децата и не е ни важно кој ја води владата, кога гледаме една се поголема декаденција во нашето општество, се поголем криминалитет и гледаме дека најголема елита во Македонија подолго време се токму криминалците. Ѓурчевски, допушти само уште еден момент морам да кажам, значи во неколку медиуми во Македонија, сега морам, значи дел од јавниот дискурс е. Кога нешто ќе се каже, мораме ние да кажеме тоа што мислиме дека не е така. Замисли беше оценет моментот на избор на Талат Џафери за Обама момент во Македонија. Ќе одиме во вториот дел. Добро, ајде, окей. Ѓурчевски, имаше една акција, беа барани 16 видни членови на картелот од Грчец и Дукјанџик, а беа фатени само 6. 5 овде, еден во Шпанија. Не е фатен во Шпанија. Кој е фатен во Шпанија? Еден во Шпанија, Уште пред тоа, во тие 16 и овој Муареми братучедот на Шевар, кој што беше пред месец дена. Добро, ќе правиме муабе, ќе разговараме. Значи 5. 5 се овде приведени, по 10 се трагат, Шевајле е надвор, нели, е недостапен на органите на прогон, како и овие 10 по кои што нели судот изрече времена, односно мерка притвор, за да се може да се распиши меѓународна потрага по овие сторители, затоа што во целата ова, во планирањето на целата ова акција, големо е учеството на западните партнери на Република Македонија, нели, затоа што ова организирана група, криминална група во делот на трговијата со дрога, на релација Латинска Америка, Западна Европа и целиот Балкан, делуваат и ги загрозуваат, нели, го нарушува криминогено, делуваат и во Белгија, и во Франција, и во Германија, и во Австрија, и на многу други, и во многу други западноевропски земји, за да истите тие се заинтересирани за да тие истите се заинтересирани да равчистат и со дел од криминалните групи во делот на трговијата со дрога во сопствените држави, каде што го знаеме и проблемите кои што ги имаат западноевропските држави во делот со... Добро, но да се вратиме, Ѓурчевски, значи, во Македонија, од кога дојде Зоран Заев на власт 2017 година, Грчец
од место каде што многу скопјани имаат лозија, стана синоним за трговија со дрога. Добро, сега да бидеме искрени, криминалитетот во Грчец не е од Зоран Заев. Криминалитетот, Но синоним стана зборот. оваа група постои и пред Зоран Заев. Суштината е дека за време на СДСМ оваа група доби политички закрила, па Да. ги практично овие луѓе од 2016 па нааму ги имаме видено на слика со секој можен функционер на СДСМ и со секој можен функционер на ДУИ. Висок функционер. Ајде да ве вратам, со оглед дека јас сум во полицијата, особено на тие раководни позиции уште од почетокот на 90-тите години. Добро. Пред тоа нели работам и во на други работни места. Значи, кога зборуваме за Грчец и за развојот на таа криминогена група во Грчец, позната како која што се врзуваат со другите криминогени групи, сакате да разговараме, можеме да разговараме уште од почетокот на 90-тите и од кругот на осумничените за атентатот на председателот Киро Глигоров. Лесковица Наим, еден од е жител на село Грчец, роден во село Грчец, кој што живее и работи во Чешка. Понатака има еден исто така од тоа семејство понадимок Бос, кој што беше осумничен за едно грабнување на косовски државјанин, односно на овде во Република Македонија во 2006 Да се година. задржиме на ова. Не, за да ви кажам, за да ви го кажам развојот на Грчец, кога и како учествува све. И секој пат Грчец, значи во делот кога СДС е на власт, они нивните криминогени структури добиваат на сила и на моќ. Во тие структури, како дете, значи се појавува Шевалј Муареми уште од својот 17, 18, 19 години, за да сега тој веќе е искусен криминалец со 30 годишен стаж, не сега скоро 50 години, 40. Професионалец. Да. Па да, видете се, вака да бидеме искрени. Во тој бизнис да работите 30 години и да не ве фатат И да сте жив. и да сте жив, тоа е на вистина остварување. Сега да бидеме вака. Да бидеме реални. Да Значи, бидеме реални. Тоа е големо не затајување случајно- за нас како систем и голема срамота за нас како систем. Нешто не е убиен, да се разбереме, не сакаме Да. ничија смрт. Точно. Но тоа што не е уапсен господинот Муареми беше своевремено кога Сашо Мијалков го отвори Мериот, хотелот Мериот, на отварањето беше како почесен гостин и дури неговата агенција за обезбедување го обезбедуваше хотелот. Мислам, не знам Има сега и тоа како агенција за работи. безбедување имаш? Да, па не, тоа е без лиценци се, тоа е една групација, тоа се пак таа криминогена Не, имаат структура. една со лиценци која да ама речеме таа е на од клинички Царај, центар. таа е од Царај Исто Башка, така, таа да. е блиска до ними, односно Шевалј е близок до ними, може би финансирал некои пари таму за да дојдат таа структура да ја регистрират и да ги добие тие лиценци, но немојте да ги врзуваме точно така да може би се и дел од тие вработени таму во таа агенција за обезбедување и на услуга на платен список на оваа групација, но не се толку искриминализирани како што го зборуваме ова за Шевалј. Значи викаме дека Шевалј секој пат добро пливал во тие криминогени води, значи секој пат добро се снаоѓал, но најголемата моќ ја постигнувал точно тогаш кога СДС бил на власт. Значи со таа структура, затоа што кај него има одреден број на македонци кои што тесно соработуваат и ги вршат во вториот, третиот ешалон, меѓу кои што и Штекли е кај него, да завршам. Беше и уште е. И уште Сега нели се во конфликт, нели се па не, тие се во конфликт, ама сега е побарано, јас колку што имам информации, побарано е она што јас го најавив, мислам дека овде кај вас го зборев, кога реков дека Штеклија доколку е ставен на листата за ликвидација ќе биде ликвидиран, но мала е веројатноста дека може да се откупи и сега е во фаза на откуп. Да се откупи за сето тоа што е сторено, за да може... Ама Штекли, колку што знам, бил син на ваш колега. Не, Штекли е поврзан со убиството на синот на наш колега на Јанушев Бранко во аеродром, што беше на почетокот Да. 2007 не ме кажете за збор, да, на почет знаете за кое убиство зборуваме и тој тогаш беше надвор, одреден период беше надвор и јавно се зборуваше дека него го штити Оливер Спасовски, тогашниот министер, односно технички министер, ако не се лажам, уште беше. Па луѓе поврзани со него ја правеа омер, да, значи добро, тоа е поголема да се анализа. вратиме назад. Така. Ова е втора акција Така, после контра Планина. не,
имаше нели Планина 2, сакаше да ја прави Вилма Русковска. Планина 1 И и Планина Вилма 2. Русковска тогаш јавно кажа дека овие лица од некого биле информирани. Така. Затоа што тогаш, кога упадна полицијата во Грчец, не беше пронајдено ништо. Сега, овој случај, новиот, ова не е случај на Оливер Спасовски, тоа е информацијата која јас ја имам. Точно. Ова е случај на белгиската полиција. Затоа што пратејки одредени случаи што се случиле во Белгија, тие навлегле во некаква комуникација преку некаква криптирана апликација која се вика Sky, не Skype, кај нас медиумите погрешно пренесоа како Skype, се вика Sky. Не знам што е, не знам како функционира. Добро, тоа На е претехнички ова. На таа била пробиена таа криптирана апликација и сватиле дека овој картел од Македонија имал, верували или не, 1800 членови. Тоа е огромна бројка. Тоа е цела армија луѓе. Значи луѓе од овде и нивни меѓународни соработници, но првенствено од овде, од целата наша држава, 1800 членови. Замислете колкава е таа бројка. Не се тоа само од Република Македонија, тоа се и од Косово и на најголемиот дел сега, не е баш најголемиот дел, некои 30%, рачунајте дека во последниве 6-7 години делуваат во Велика Британија, особено Лондон. Англиската полиција тоа веќе го најави како сериозен проблем околу нивната идентификација, околу потврдување на нивниот идентитет, околу обезбедување на докази за нивното криминогено делување. Како бе Ѓурче добиваат визи за Лондона, дека се мучи обичен народ? Тоа е она Млади луди се, не знаеш, тоа е најголем дел од нив имаат пасоши, да се разбереме, имаат Бугарски. пасоши од Европска Од унија, Европска а унија, дел од нив така, имаат и така. пасоши од земји кои се ослободени од визи, како не знам, Сиера Леоне, Канарски острови и така натаму, пасоши кои може да се купат. Ајде да се вратиме. Реално. Ајде да се вратиме на Ма почеток. 1800 души нема. Да. Не, па Вие Не, војници не имаат. зборуваме дека сите се имаат, да, зборуваме пазете. за мал процент Пазете, од нив. пазете. Најголем дел од овие Ајде да 1800 луѓе, извинете Ѓурчевски, според оперативните сознанија кои јас ги имам, најголем дел од овие 1800 оперираат овде, во Македонија, и не излегуваат од овде најчесто. Така што, Ѓурчевски, како беше, таа акција беше Ајде пробиена? вака, ај поред, ајде да равчистиме прво со тие работи. Прво, и Планина 1 и Планина 2, и ако се сеќавате на она 1 тон дрога кој што влезе на пристаништето во Плоче, кој што требаше да заврши во село Грчец, кога најдов не само 1 кило и системот за следење GPRS-от, тоа е 2018 година, нели, па јас тога се карикирав и викав добро барем што го најдовне системот за следење кој што го има ставено ДЕА, уште затоа што ова соработка оди од Латинска Америка, значи Бразил, Еквадор, Колумбија и Добро, така кокаинот натаму. потекнува од таму, да. Значи од тамо, најголемиот дел пристигнувал на пристаништа во Белгија и во Шпанија. Вие мора да ја имате во предвид, кога зборуваме за тие врски, мора да имате и проблемот што се случи со глумицата Силвија, што беше со оние 4 тона во Шпанија. Тоа беше Добро, сме го објаснувале сме тоа. го објаснувале, но за да дојдеме до овие врски, на овие криминогени структури, кои што се и те како страшни, на пример, ние сите располагавме со податоци дека Шевале подолго време во Шпанија присутен, дека таму е одседна, дека ова, дека она. Не имаше видео, Да. радио лидер го објави. Случајно го објавивме Лионел Меси, Така, познатиот фудбалер, објави така. клип како седи, Така, нели, значи тоа се во дискотека и случајно позадина се гледа Шеваљ Моарели. Значи во елитно за да- друштво така, беше. за да дојдеме и сега. Не се дружеше со било Она што кој. го најави и тогаш Вилма Русковска и ние и многу експерти што остално го зборуваме во по медиумите кога викаме дека тесна е спрегата помеѓу организираните криминални групи во делот на трговија на дрога, насилства, рекет, изнуди, корупција и така натака со политичките елити во Република Македонија. Тоа често пати сме го зборувале. Го призна јавно и министерот Оливер Спасовски кога кажа дека ќе се изненадите која структура све одавала информации, односно благовремено ги информирала овие криминогени структури, за да сега слободно ќе кажам јас овде дека од 16 лица против кои што беа обезбедени налози за претреси, за приведување и така натака, пронајдени се само 6. Ме разбирате, на 10 е Од изречени кој нашата полиција 5 пронашла. 5, да. Значи и ни сега- пола не ни пола. Значи не можеме да зборуваме за една успешна акција во која што успешна, пази, во која што акција ти планираат и ти помагаат
европските држави, И веројатно ја иницираат и те тераат да ја да, и те направиш. тераат, Европските држави, ајде сега да бидеме вака по директни, да. Не, и ти помагаат, и ти, значи, со логистика, со поддршка, со информации, со се што ти е потребно, и на крај ти потврлуваш. И како очекуваш позитивна Ивица, оценка? ти си бил амбасадор. И како очекуваш позитивна Како оценка? изгледа таа соработка на вакво безбедносно ниво? Значи, таа иде паралелно, не оди... преку министер посебен таа сектор. не оди преку... Овде Белгија е иницијатор по оно што Меѓутоа, види, каналите на дипломатијата не допираат таму. Меѓународна полициска соработка. Види, сигурен сум дека на некое ниво има информираност, затоа што амбасадорот треба да биде информиран и за вакви работи. Но каналот оди преку полиција со полиција. Значи тоа е текот. И тоа е многу убаво регулирано. Европол, едно друго, има начин на кој што тоа се на кој што И како се разменуваат тие информации. Како се разменуваат тие информации, како се подготвуваат акциите и така натаму. Имаме размена на офицери, ајде да ве, имаме размена на офицери за врска. Значи офицери за врска кои што постојано се во секојдневна комуникација со ние на пример со западноевропските држави, со Соединетите американски држави, нели ние имаме овде исто така коментирано дека многу голема помош сме добивале и од ДЕА, која што овде е исто така по тој основ присутна по таа меѓународна полициска соработка во делот на борбата против трговијата со дрога, исто така секој пат таа структура е информирана за сите овие меѓународни соработки и меѓународно планирање, така да тоа е чисто полициска соработка. Значи надвор од дипломатските кругови, што без не разлика, исклучуваат можноста дека се информирани амбасадорите, мора да биде мора да бидат информирани, и шефот на државата, шефот на владата, за да не дојдат да биде туа се некој нивни државјанин кој што исто така благовремено нели треба да се преземат соодветни дејствија во делот на постапките кои што се преземаат, така да тоа е строго регулирано и точно се знае согласно закон како да тие работи. Прашањето е овде следно. Имаме ваква ситуација, имаме акција која е пробиена. Сега имаме акција која е побарана од странство, да бидем искрени. Сега ја имам две клучни прашања, вие како човек од теренот ќе ми одговорите. Прво, зошто оваа акција се случува на последниот ден од мандатот на Оливер Спасовски? Последниот ден веќе тој не е министер, тоа е прво. И второ, зошто колегата новинар, сега иако многумина, нели, сакаат да кажат за него ваков и онаков и сето тоа, не е осудено лице, не станува збор за осудено лице, дури случајот кој се водеше против него нели, тој победи, зборувам за Зоран Божиновски, со сите мани, стил на новинарство кој јас не би го практицирал и не можам да го практицирам, но сепак човекот е активен тука. Пишува, има информации, дел се точни, дел се кажуваат како неточни, но во овој случај тој имаше информација дека се спрема акција во Грча, си го пише тоа јавно 3 дена пред акцијата, и дека поголем дел од полицијата одбивала да учествува во оваа акција и дури била минирана одвнатре. Значи, зошто Оливер Спасовски на последниот ден одлучи да го прави тоа? Првото прашање. И во него зошто имало ваков отпор во полицијата? И зошто пробила информацијата за оваа акција дури и до медиумите сега? Буре вестник е онлайн медиум. Да, значи вака, ајде да ги поставиме пак работите онака како што треба. Значи, тие странски партнери точно знаат дека и затоа ја кочат цело време одредена постапка, додека не се осигура дека ќе се постигне ефектот на преземањето на службените дејствија, односно влегување во село Грчец и преземање на целата оваа работа. Значи, некој кога веќе акцијата била во планирање во најтесните високи кругови во Министерството за внатрешни работи, нели, таа акција е планирана барем едно 10 дена пред незиното изведување на терен, кога вие самите гледате дека 3-4 дена претходно веќе медиумите објавуваат, најавуваат, кажуваат тече, да, во време на незино подготвување, што значи дека внатре има огромни недоразбирања и нула конспиративност. Ја што викам, што е најцрниот момент во работењето на полицијата, начелото на конспиративност. А што при внатрешна контрола?
Ќе се навратам. Ќе се навратам на внатрешната контрола и незините надлежности која што треба. Затоа Кој што треба да похапси таму пола све тие што се пола. Точно тоа кој што ја пола издава. сите. Но сите не, има и честни луѓе таму, Во сигурно. најмала рака да поведи дисциплинска постапка против оние кои што одбиваат да извршат наредба. Шефот на акцијата не видел дека тоа се случува. Така, го гледале, го следеле, го наделе, така натака, значи затоа викам дека секторот за внатрешна контрола Што знам се, ја трем од себе, ја да сум шеф на акција во полиција и да ми излезе у медиуми што е прам, ја идам кај министерот и му викам, извини, најди некој друг. Ја ова не можам да продолжам. точно така. И сега пазете. Најлогично, нели? Самиот министер излегуваат и тоа јавно го признават. Значи самиот го признават. Вика че се изненадите кој се соработувал со Добро, ама знаете како? Сега ја друго нешто. Ама, Би пазете. сакал јас од што сум изненаден, еве да му Чекај кажам. сега, секунда. Не може ние 6 години во овој медиум, во Лидер, првенствено како портал, а потоа и како радио, да зборуваме за картелот во Грчец 6 години и ние изненадени сме како 6 години никој не ги апси. Не, јас Знаеш, вака сега би кога сме кај прашал. изненадувањето Не, јас вака веќе. би ја прашал ова влада. Ова влада сега без разлика што е техничка влада, дали ќе овозможи целосно равчистување на случајот? Значи кој е мешан од судовите, од обвинителството, од полицијата, затоа што тоа министерот Мислам Оливер дека нема Спасовски- време. Политичката влада ќе ја чека. Не, да, тоа е друго 2,5. Која чекаме политичката влада, тогаш пак нема да постигнеме ефект. Нема да постигнеме ефект затоа што сега во моментов ние ги имаме, односно полицијата ги има барем оној мал дел на предмети кои што се одземени во делот на претресите, возила, пари, оружја и така натака кои што треба да бидат подвргнати на вештачење на ова на она и исто така ги има криптираните податоци од тајното следење на комуникации на ова на она, каде што многу лесно може да ги поврзите одредени функционери, било да е тоа од одделот за организиран криминал во јавното обвинителство, било да се тоа од судовите, било да е тоа од полицијата, кој што исто така ние како јавност очекуваме да бидат преземени одредени действија. Ако имаме ние најслаба оценка во делот на полицијата и во делот на правото и судството, тогаш значи ние нема што да чекаме. Што ќе чекаме? Значи таму имаме сосема, не треба владата да ни грешават проблемите во судството и во обвинителството. Посетете се какви скандали ние имавме во изборот на јавниот обвинител за гонење на организиран криминал, на именувањето на новиве јавни обвинители, запишувањето на Академијата за суди и јавни обвинители во судскиот совет. Значи да не ги броиме, ние ги гледаме сите тие скандали. После се прашуваме зошто степенот на корупција ни е на такво ниво. Па знаете, ако земиме во предвид кои се заработките од трговијата со дрога, што е проблем да било кој да биде од ними ставен на платниот список на организираните криминални групи, односно и ајде ако сакаме да зборуваме за ова организирана криминална група од Грче. Добро, ајде да бидеме искрени. Да. Дали овие организирани Не криминални можеме групи да збориме за картел. Јас не го употребувам тој збор. Картелот е нешто сосема друго, во многу поголема форма, со перење на пари, на огромни пари, со собствени банки, така. Значи, затоа ги тргам она што ни се случи Добро, во но Мексико. на сериозен пат се да На станат. сериозен, точно. Да, точно. Се слагам. Ѓурчевски, добро. Дали овие дилери ги потплаќаат полицајците, обвинителите или политичарите, или тие се всушност само извршители на политичарите? Дали може би главен капо ди тути капи на овие од Грчец не е Шеваљ Муареми, затоа што Шеваљ може би има и друг шеф и дали може би неговиот шеф е некој висок функционер во државата, да речеме од ДУИ. Тоа ми е прашањето кое така ме мачи. Долго време те мачи. Да, Да. прашањето е и како, јас што викам, прашање на кое што треба да му се посвети најголемото внимание. Јас често пати на моите настапи зборувам за спрегата помеѓу организираните криминални групи и политичките Ама лидери. кој е шеф во спрегата? Мене Сега, тоа ме во спрегата според моите информации во спрегата се шефови политичарите. Во спрегата се политичарите. Ајде да го земиме новата создадена групација во делот на трговијата со дрога со марихуана. Струмичкиот канал, Струмичко-битолскиот канал. Кој е таму шеф? Ова како на времето што имаше корзиканска врска, сега знаеш струмичка врска. Не, мислам дали ја гледате. Корзиканска врска. Мислам дали ја гледате позицијата, кој е таму главен? Значи ние цело време сега зборуваме и чекаме точни информации од Ова е добро. обвинителството.
струмничка врска, кој е таму главен? Кој ли? Кој? Кој може да е главен? Точно тоа. И сега пазете, ние цело Не, мене знаеш што ми најако со таа струмичка. Види, таму може да има и картел. По едно евро за ова, едно евро за ова. за производство на марихуани. Не смеат да го извезуваат листот од марихуана. Цветот, не листот, цветот. Што е уствари продуктот на најдоходовното нешто. Да. И они што прават со тој цвет? Еве Го сега што. уништуваат. Не, еве што прават. И вчезнуваат на овој начин, господинот еден новинар во еден медиум, ајде сега да не го именувам, значи веќе подолго време, скоро 2 недели, работит на тој случај. Јас имам точни информации, од основани со мнение, од она што се уште кружит во тие истражни делови, каде што јавниот обвинител во Струмица не сака да преземи действија, одредени действија, ниту па раководството на секторот за внатрешни работи Струмица по однос на достава на материјали од извршениот увид на лице место и од она што е затекнато со пописот. Знаете, од време на време полицијата... Што е затекнато? Тоа ги интересира? Не, граѓаните знаат што ги интересира. Значи, таму е направен попис, по пакети, без да се отвараат, без да се види структурата, односно содржината во пакетите. Тој цвет оди преку Косово и завршува на западноевропските пазари, каде што дел од фармацевската индустрија е и текако заинтересирана тој цвет да го добие. Но со оглед дека овде во Македонија не се успеа да се протурка тој закон за легален извоз на цветот, нели, од марихуаната, кој што е со најквалитетен на светско ниво, збориме за овој кој што се произведува во нашиот регион, се дојде до ситуација да тие криминални структури и пред 4 години нели ние имавме пожар. Ни се случи во еден од магазините во Валандово, па ни се случи врзување на чуварот, па цел камион да исчезни. Овие 2 тона, јас ги нарекувам една плевна, знаете? Ова почитувани слушатели, ова што го зборува Ѓурчевски не се случи на Netflix. Значи, не се случи на HBO Max. Не се случи ни на Showtime. Кажи го. Ова се случи не е во Македонија. Не е во Лазар. Не е во Лазар. Не е во Лазар. Не е во Колумбија. Не е во Мексико. Нека го врза чуварот. Му го земаат камион. И сега викаме и никому ништо. И сега ние зборуваме кој е поглавен. Дали извршителите, на чие што командно чело стои Шеваљ Муареми, или политичарите? Тоа е прашањето кое мене ме мачи. Еве да не ве мачит, јас не можам да спием. Не, немој да не спиете. Или политичарите, на чие што командно чело стои Али Ахмети и Зоран Заев. Ама се, ајде да видиме, зошто е Али Ахмети осуден во Швајцарија? Не е осуден како? Како не е осуден? Па после тоа е со лекарски преглед ослободен заради дека е нормален. Дека е така. Тоа е од вештачењата. Тоа е од вештачењата после од како е осуден, значи. Да, он швицарски има папер дека финансирањето. А нас не води. Ајде да го земиме како одеше, значи има за тоа служба. Му помага во Ајнштајн. Не, да, Ајнштајн, да. Значи ајде да го земиме финансирањето на УЧК. Значи има белешки, службени белешки, овде купови. Како оди, што оди, кој го финансира, што го финансират. Значи да го земиме, има службени материјали за тоа, еден куп. Не само кањас во МВР, него секаде. И сега викаме, и сега ние се ставаме. Значи таа структура сега која што овде кажуваше дека не се бори за територија, тоа е класична борба за територија на организираните криминали, тоа го знаеме сите, нели? Викаме дека тие лидери сега се политички лидери. И сите овие, затоа викам кога одредена структура од Грчес ја добиват најголемата моќ. Значи тоа е многу битно прашање. Почитувани слушатели, мора да одиме со кратка пауза за реклами. Останете на 107,4 на нашиот стрим во живо или на YouTube доколку не гледате отпосле. Ставете subscribe на YouTube ако не гледате отпосле, затоа што по рекламите ќе одговориме на прашањето дали Оливер Спасовски или Артан Груби ја водеше акцијата за Бугарчец. Почитувани слушатели, се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Вториот дел ќе биде, верувајте, уште поинтересен. Ѓурчевски, вака се. Беа убиени минатата година Јетон Крвањева Жила и Орхан Байрами Оки. Се сметаше... Само морам да те прекинем, значи кога ќе добием добар коментар вака на мреживе, морам да го пренесеме. Вели Љупчовика изгледа не е во тек, дека веќе се одвива кастинг за новата серија од французската Наркос, значи по Наркос и Наркос Мексико. Сега решили да снимаат и Наркос Муртино.
Тоа е. Добро. Добро. Грчец веројатно некоја друга сезона ќе биде затоа што ова Грчет се е. као Кали. Не, види. Знаеш Не, они ли? се после, втора Они се гола. спин-оф. Одиме во живо, но едно ме плаши. Ова можеме да го кажеме, едно ме плаши. Дали ова е слободен простор сега со разбивањево на кланов Грчец, ќе го заземит противниот клан, нивниот, нели, опонент, Рачиновскиот клан. Ќе ги анализираме и тоа. тоа. Друго ме интересира. Двајцата Да. двајцата убиени се сметаа дека се број 2 и број 3 во системот на Шевалј Муареми, Така? овде во Скопје. Во исто време, кога почина, ние имавме анализа овде и за едниот и за другиот, имаше ситуација да се објавува нивни фотографии со високи функционери на ДУИ. Можевме да го видиме Јетон Крвањева ако седи во кафеана со сегашниот премиер, господинот Талат Џафери. Орхан Бајрами го има и на фотографии со Пендаровски и со видни функционери на ДУИ, видни функционери на СДСМ. Истото важи и за тој што ни го представуваат како глава, нели, на целиот на целиот комплот, господинот Шевалј Муареми. Тој имаше исто така има фотографии со сегашниот Има премиер. фотографии со Оливер Спасовски и со сите. Една од тезите кои ги слушав изминатите денови од луѓе од безбедносните структури е дека пресметката со оваа групација доаѓа затоа што во тој внатрешен конфликт во ДУИ тие одлучиле да застанат за Чаирската група, односно за групата на Изет Меджити, затоа што се поврзани, иако Грчец е во Сарај, но полу од групата е од Дукјанџик, а Дукјанџик е во Чаир. Па сега прашањето е дали ова е внатрешна пресметка во ДУИ и дали можеби оваа операција ја води токму ДУИ за оперативната нишка на нивниот конкурент кој произлезе од нивната партија да ја поништи. Видете, тезата ви е многу силна и многу моćна, затоа што Чаирската криминогена група во делот на трговијата со наркотици Јетон Крвањева исто беше од Чаир. Е поделена, половично припаѓаат према Рачиновскиот клан, половично према овој клан Грчец, каде што значи Дујчанџик Грчец, иначе Дујчанџик е дел од на пазарот, на Бит пазар, стариот дел горе кај што завршува, кај што е сега полициската станица Бит пазар. Но да се вратиме на ова што е. Факт е дека расчистувањето и недоразбирањата внатре во ДУИ и фактот дека се почесто во албанските кругови се зборува дека генерално и меѓународниот фактор одит во размислување на тоа дека ДУИ треба да стане опозиција за интерес на незина длабока реформа. Значи тоа е она, и ако тргнеме од такво едно гледиште, точно е дека преку оваа силна заштита на оваа структура од ДУИ, инкриминиранава, која што силно го штитеше тој дел на организираниот криминал на трговијата со дрога, нели, со Шевалј Муареми и сите тие надоле, дека треба едноставно да биде некако тивко елиминирана и тргната на страна давајќи и предност на оваа структура предводена од Изет Меджити. Тоа како теза во наредниве денови и во наредниот период ние ќе го видиме, особено ќе се изострит некаде во март месец кога ќе почне целокупната она изборна кампања и ќе видите на тие изборни митинзи каде ќе се лепат познатите сторители на овој вид на криминал. Во кои кругови ќе се движат и каде ќе одат, и јас мислам дека прашањето што вие го поставивте и тие Има една теза дека со овие токму Артан Груби се пресметува со овие луѓе. Така. Затоа што тие му носат теренска штета. Да, ама Артан Груби мислам дека ќе биде на страната на она што ќе биде едноставно така културно и убаво дистанцирано од политиката. Сега, дали ќе заврши во понатамошна фаза со некои кривични пријави за одредени кривични дела, тоа е друго прашање. Повелете и ви. Во книгата Мек Мафија на Миша Глени, колега нели новинар, така натаму, професор, истражувач и така натаму, после напише и друга, во книгата Мек Мафија од Македонија
Две имиња се ставени. Кои се? Али Ахмет и неговиот шофер во времето кога пишуваше книгата како пример за корупција. Не знам как му се викаше шофер. Добро, не е битно. Значи Како види, како наводно, сега мораме да кажеме. не, како... основани сомненија, основани сомненија. И Значи, што да мене не- ме изненади се, морам да кажам. Еве, знаеш. сега ќе ви нотирам две работи. Ајде, па Лјупчо. вие три Да, работи, ајде. пардон. Па би сакал коментари од двајцата. Ова се се факти што го зборувам. Нема тука измислици, Не, нема па пазете, спекулации. јас сум свесен дека Артан Груби ќе бидете елиминиран од политиката, тоа да бидете сигурни. Овие групации споменатите подолго време се елита во Скопје. Можеме да ги видиме во скапите ресторани, најелитните ноќни клубови. Нема кафана од центар која така има убава храна, има убава атмосфера и млади девојки каде што тие не се појавуваат. Еве сега ќе ви нотирам две работи, почитувани слушатели, па вие чукнете си ја главата. Представничката на Евровизија на Македонија, Тамара Тодевска, кога го убија Орхан Байрами во Ханиоти во Грција, на нејзиниот Facebook профил јавно се прости од господинот Оки. Байрами, ставајќи слика од него и напиша "Патувај спокојно, Оки", напиша Тамара Тодевска. Ја бев шокиран, се мислев дека Тамара Тодевска е, не знаев дека има, знаеш, ваква врска со наркодилери. Во исто време, сега да бидеме нели јасни, еден од уапсените во овој последниот случај, да не му го споменуваме името затоа што сепак не е осуден, туку е само осомничен и му беше не доби притвор, само мислам дека патната исправа му беше одземена, е партнер, нели, љубовен сопатник на една друга пеачка, на Елена Ристевска. Ово е, за разлика од Орхан Байрами, кој е албанец, ово е македонец, што говори дека оваа мафија нема цврста етничка линија, да се разбереме. Значи, во мафијата нема национализам, очигледно. Па да, таму нема националност. Тие си Таму нема соработуваат и национал. македонци, Професионално. Руси, професионалци руси, се, грци, да. турци, све живи. Има неколку области, медицина, наука, мафија, каде што нема национализам во Македонија. Затоа што не може националистички да функционира, се извине. така, Треба и у Виница да продаваат дрога. Така е. Бизнис Знаеш како е и тоа? бизнисот не функционира така. Бизнис- бизнисот и бизнисот не функционира така. На национална сега, основа не функционира. Суштината Ѓурчевски е дека како еве овие луѓе стигнаа до ваква елита, се сликаат со сите политичари, гости се во најелитните ресторани и клубови, девојки им се пеачки, од Ај, нив вака. се простуваат најпопуларните пеачки во Македонија. Ајде. Истата, нели, Тамара Тодевска пееше во американската амбасада, ја Ќе навлезам- интонираше македонската ќе навлезам- химна. Елена Ристевска исто така е чест Ајде. гостин. Ме молам. Ајде да навлезиме малку, јас во мојот магистерски труд тоа и го пишувам, околу анализа, криминолошката анализа на сторителите на кривичните дела од областа на организираниот криминал. Значи, кој е нивниот профил? Пак дека кај тие лица се лица кои што уживаат во парите и моќ на парите. Ако вие ја земите добро да ја анализирате политичката структура во Република Македонија години наназад, ќе видите дека Може да најголемиот кажам, значи лица што уживаат во парите во пари и во моќта на парите, и во моќта на парите. Добро. Ако ја земиме да ја анализираме политичките елити во Република Македонија, вие ќе видите години наназад дека нас релативно сиромашни лица ни влегуваат во врвот на политичките партии и доваѓаат до политичките Не, функции. Зоран Заев, да речеме, Не, релативно, не викам за сите. Не викам за сите, релативно. Да земиме Оливер Спасовски, ајде да ја земиме неговата финансиска моќ и неговата финансиска состојба пред доваѓањето во владата. Еве да ги земиме, ако сакате... Добро, тоа ќе утврди антикорупцијска. Да, антикорупцијска, добро, ама не. Правиме анализа на структурата на луѓето кои што влегуваат во политика. Ајде да ја земиме Радмила Шилкеринска, ајде да го земиме кого сакате. Мицковски пред доваѓањето за директор во Елем и така натака, значи да ги земиме, значи пред доваѓањето во Елем. Мицкошки универзитетски професор има добра плата, работа во приватни компании. Релативно, затоа викаме релативно, не тврдиме дека они биле сиромашни, него викаме релативно.
И сега живее во истата куќа. Визави тоа, нема никоја разлика. Некам да сум адвокат, ама сакам да ви кажам. Пазете, визави тоа, кој ќе ја видите коруптивноста во Република Македонија, точно кај тие политички елити, и тогаш ќе се вратиме до ова што го реков на стартот. Моќта на парите, на криминалните групи кои што сакаат да уживаат во моќта на парите. Они не жалат пари за да подкупат политичар, за да ја добијат таа неказнивост и таа политичка заштита. Добре, шо па пеачки бе сега? Сега, дозволете, пеачките се најдобро платените за забавата. На забавата. Значи, вие морате кога тоа се лица кои што уживаат во тие забави, зато реков моќта на парите. А како ќе купите вие познат пеач? Моќта на парите. Здравко Чолич го носеле организирани криминални групи на времето, еден Джаро, например, го земам, кој што беше сива еминенција во тие почетни форми на организиран криминал, било да се тоа во било која област, че знаел да ја довези целокупната музичка елита во бивша Југославија да ја словерит на едно место. Значи, тоа е затоа викаме моќта на парите. Кога ги анализираме овие работи. И отука доваѓаме до оваа состојба која, ајде да го земиме ако сакате Јартан Груби, да кого сакате од политичариве да ги анализираме, она што господинот Боцевски многу убаво го кажа, тоа е работа на антикорупцијска, да си ги провери сите тие работи, зошто они кријат дел од имотите и така натака како ги кријат. Значи тоа се еден куп действија кои што треба да се превземат. За сите, јас не зборувам за било кој, ама ајде да се вратиме, значи да кога правите анализа, вие мора да тргнете од сите тие од целото тоа стојалиште, па зошто ни се создаде толку силна спрега и она што на стартот го поставивте како прашање, кој е на врвот? Политичарите? Тие се помоćни или извршителиве? Па викаме дали Шевалј има шеф над себе? Да, јас ви тврдам дека има Шевалј шеф над себе, пред кого што малтене, ајде да не речам коленичит, него стоит мирно, заради тоа за да си ги оствари своите цели и благовремено да биде известен за да избегне одредена постапка. Нешто што гледаме дека у серија се случува. Се случува, да. Добро, меѓутоа тој во полицијата без разлика се бележи, знаеме дека тоа така функционира. Значи со доволно политичка волја. Значи сега не очекуваме. Така. Техничката влада има мандат да спроведе избори, тоа е фокусот. Не коментираме техничката влада, да. Да спречи изборен подкуп, изборен инженеринг со подкуп и така натаму. Значи тоа не е тоа. Политичка влада со јасен мандат. Може ли брзо да ги пресече овие пипси? Видете. И да ги сведе овие криминални групи на она што треба да се подземје, полусвет, кој што никој не го... Но стално е под контрола. Подземјето е стално под контрола на државата. Значи, пазете, политичка влада со добра политичка волја, и со добра програма и со некорумпирано судство и обвинителство, каде што треба да финишират работата на државни институции, нели, на полицијата, на управата, на финансиската полиција, на управата за јавни приходи и така натака, значи они треба да ја пресудат. Јас тврдам дека во рок од година дена може сето тоа да го стави под контрола. Да ги намалит оние пукотници, престрелки помеѓу кланови, помеѓу ова, помеѓу нас, затоа што во полицијата вие точно тоа го поставувате тоа прашање. Да, се е евидентирано, се е нотирано, се е забележано, постојат материјали во пишана форма, значи кој е учесник во групите и така натака и јас мислам и сакам да верувам дека идната политичка влада, ако тоа не го направи, Македонија ќе се најде на многу лошо ниво. Значи мора во првата година да испорачат силен резултат. Значи зборувам силен резултат, не дека работата ќе биде лесна. Да не се лажиме, не дека тоа ќе биде мети млеко, дека одма еве дојде овие и одма мети млеко, значи ќе има многу работа, многу голема тежина, но многу обврски, но со една добра политичка волја и со една честна работа, мислам дека може да се постигнат огромни резултати исто како што важи и за делот на економијата, исто како што важи и на делот. Може ли се за некои работи кои што знам дека не сте баш расположен да зборувате, меѓутоа затоа што се долго време во полицијата. И се гледачите и слушатели тоа ги интересира. Како изгледа? Значи вие сте полиски службеник, со вашите колеги влегувате во една акција, следите една акција. Како изгледа, не мора да кажеме конкретна ситуација. Како изгледа кога политика да ја каже стоп? Како тоа доаѓа до вас дека нешто
некоја акција не треба да реализирате, Јас сум имал, некаде треба да замижите и така натаму. Јас сум имал барем едно 3 или 4 ситуации каде што предмети, битни предмети, дури еден беше и коментиран, каде што за интерес на нешто ми се одземени од понатамошно работење, односно е предаден на друга служба за која што јас секој пат сум кажувал дека таа служба, односно ДВК, под изговор дека националниот интерес е поголем од откривање на едно кривично дело, знаела да одземи и да стави таа акта одредени криминогени предмети и тука е најголемата спрега помеѓу организираните криминални групи и она што викаме полициско делување, и затоа во една прилика на еден медиум кажав која е сива еминенција, значи набројувајќи одредени колеги од Управата за безбедност и контраразузнавање, ставајќи ги вака по редослед, која моќ ја има, мислам дека и на овој медиум во една ситуација ние коментиравме за моќта на Силјана Врамовски, за моќта на Зоран Верушевски, за моќта на многу други моќници кои што се дрзнале, значи како и на Саша Мијал, кои што се дрзнале, значи да стават одредени предмети во акта, односно да прекинат одредена полициска акција која што била во надлежност на Бирото за јавна безбедност, пошто нема како изгледа тоа, еве на пример. Многу е мачно. Јас сум најмалку 3 или 4 предмети. Не, ајде објасниме се, оперативна соба на МВР значи дека сите сте внатре, што е? Не, вака како изгледа? Значи, пазете. Многу е различно времето кога полицијата беше надлежна за водење на истрагите до 2013 година. Значи, ајде го ставиме тоа. Еве. Значи, не, пазете, за да дојдеме мораме да го искоментираме, затоа што на времето од оперативен податок, инспекторот кога ќе добил оперативен податок, тој стоел на врвот на истрагата. Ме разбирате, тој сам ја водел до моментот додека началникот мора да бидете информиран веднаш кои действија се преземат, што се преземат, како се преземат, но дека началникот не направи координација на повисоко ниво и некој од повисоко ниво повратно да каже чекајте, стоп, почете малку. Јас сум имал ситуација, значи началникот е жив, не го именувам, но ќе се препознај, каде што му имам кажано кој тебе те ослободил да откриваш кривично дело. Предметот јас не сум го почнал да го работам, ти си го почнал да си го работиш, работи си го до крај. Јасно. Тебе никој не те ослободил затоа што и ти си полициски службеник. Не работи си го, пиши си, поднеси си кривична права. Сега кога планираме, значи го зборуваме сега. Ме интересира. За планирањето. Значи прво се создават еден тим кој што ги проучуваат оперативните податоци долго време наназад кои што се слевале во аналитика. Службени белешки, оперативни информации од терен, од ова, од она, и се одлучуваат, се викат дека таму и таму во таа област ќе ги земе, ќе преземиме действија. И почнуваме. Точно тоа планирање, точно на тоа планирање некои акции знаат да бидат пресечени и одложени заради политички интерес, ама тој политички интерес е во конкретниот случај на Оливер ќе му се удрит од глава. Почењето на таа акција и презентирањето на податоци дека најголемиот дел од тие 16 основничени не се присутни во Република Македонија, со што ја кочела акцијата. Да ги оставиме на страна овие техникали, знам дека на Ивица му се интересни, но неговите интереси за жал не се поклопуваат со доминантните интереси на нашите слушатели. Ова ќе опреќута. Мудро, добро. Не, реално, сега да бидеме реално, луѓе сакаат месо. Кои се другите картели, другите групации кои се добро што дојдовме до тоа. Сега добро што дојдовме до тоа прашање, значи. Ја спомнавте вие Арачиновската група, но тука има некои ги нарекуваат барон, некои ги нарекуваат Беланоца, кој мислевме дека е некаков италијански назив, но сватихме дека е уствари Белановце. Па после имаше тука се зборуваше за повратници од ИСИС кои се сега дел од овие структури. Така, ма дај нешто така димenzија. Значи, пазете, јас не случајно тоа на стартот, кога повторно после периодот за реклами, нели се јавивме повторно, кажав дека мене ме плашит да оваа состојба сега не е искористит конкурентниот клан, Рачиновско-Чаирскиот, заедно со дел од Липковскиот регион, го презема целокупниот овај простор, затоа што трговијата со дрога, уживателите на дрога, ќе ја бараат. Тој денеска, ако не се боцни, тој ништо не направил, да не се лажиме. Значи, тој мора да дојде до една доза за да се боцни.
И сега вие одеднаш, значи Добро, имате вие еден со празен дело простор. поише работа. Да, значи имате, ама имате сега една ситуација каде што тој клан може, а тие престрелки меѓу тие два клана ни се познати, нели? Имаме и жртви на едната и на другата страна, значи и од Рачиновскиот дел и од овај кланов на Грчец. И сега овде се поставува прашањето, она што и претходно го поставивме, дали ова равчистување на друга страна па не носи јака позиција за конкурентскиот клан, кој што исто така ќе навлези на територијата која што доскоро ја покривал кланот Грчец. Затоа треба да се биде многу внимателен и она што викаме полицијата во редовното работење сега, техничкиот министер мора да ги остави тие служби, значи на терен да работат максимално професионално. Зборуваме за професионално работење кое што нема врска со ова што зборуваме за основната цел на ова техничка влада, него викаме професионалниот дел кој што мора да си течи и мора да се одвиват во сите области, било да е здравство, било да е безбедност, било да е образование и така натака. Ние тие процеси државата не може да ги прекини, да не се лажиме. Затоа е многу битно, значи е многу битно ние сега тој клан кој што исто така го имаме евидентирано целосно, немојте да не се лажиме дека таа структура на полицијата и е непозната. И е позната, систематизирана, точно се знае каде се движат, што се движат, со кого се движат, кој на крајот на криштата и кој ги штити. Ова што ние сега очекуваме, дајте да видиме кој го штител овај клан. Така да таа состојба, ова состојба за која што сега разговараме, мислам дека во наредниот период би требало да биде равчистена, за да идната политичка влада, она што Ивица цело време го наметнува, значи што ќе треба силно и жестоко да се судри со таа групација во равчистување, во законско равчистување. Јас зборам за законитост. Значи зборам. Да, изведување на докази, да. Знаеш, се додека ние немаме политички независна полиција, политички независно обвинителство и политички независно судство, се карикирам, некоја една власт ќе дојде, ќе се пресмета со овие, така? И што ќе направи? Ќе ги замени со други. Да. Затоа што обично така бидува во Македонија. И тоа е суштината, тоа е потребата зошто нас ни се потребни партиски независни институции и силни реформи во сите овие институции кои што вие ги набројавте, почнувајќи судство, обвинителство и сите. Што се не ќе чекаме партиска одлука за да се пресметуваме против криминал? Не може, не смееме да го помислиме тоа. Така доаѓа. Така доаѓа. Тоа е болно тоа. Затоа сме ние зборуваме за болно општество. Затоа зборуваме за болно општество. Која е нашата цел по настапите по медиуми? Да равчистиме со тоа болно општество, да равчистиме со криминалот и со корупцијата, затоа што нивото на корупција во политичките елити е од загрижувачки размери. Немој да мислите дека Западот и нашите партнери не го знаат тоа. Кога јас нели ќе забегам со тоа колку се кај нас партизирани институциите, ти знаеш да ми кажеш, па добро, сек до свет е така, сек до свет има тоа. Знаеш, ми вадиш примери и да, можам само да кјутам пред тие примери се. Знаеш, како да ти кажам, но како да го надминеме, како политички да се најде решение за ова? Види, жалосно е, не сме толку престарени за да можеме вакви мавети да правиме, за жал треба да се озре општеството. Кога ние ќе добиеме департизирана држава, кога општеството ќе посака така. Додека општеството не посака таква, ќе го имаме ова што ќе имаме. А како ќе го посака? Па на избори. Значи на избори кога ќе изберат луѓе кои што нема да партизираат, тоа е целата работа. Нема такви, знаеш. Не, така види, историски гледано тоа секогаш така било. Значи доаѓа еден момент кога ќе им прекипи на луѓето. Доаѓа момент кога во партиите ќе им прекипи на дел од раководството, па имаш цепење, нови партии и така натаму, и на крај имаш нова ситуација. Сега да... Аз само да кажам, ама кога ќе се надмине тој проблем, нема да мислиш дека нема да е нов проблем. За жал, постојат структури во Македонија кои што мора да имаат некоја автономија. Да, начело треба да биде политичар, да, тој политичар треба да ги насочува, но мора да има значителна автономија. Полицијата е во срцевината на тие работи. Војската исто така. Полицијата има и уште еден проблем, знаеш, дополнителен кој што зашто има тие внатрешни контроли. На пример, војската е одвоена од општеството.
Полицијата е внатре во општеството. Секој ден полицајецот е во контакт од овие од Грчец до врвни интелектуалци, така? И тука свашта може да се случи. Затоа таа внатрешна... дали сум пил кога ме сопира на улица. Да, значи таа внатрешна контрола мора да биде функционална. Меѓутоа, во моментот која ќе ја посакаме, ќе ја добиеме. А во однос, значи, не се сомнее, пази, низ работата се проситуваат луѓето. Некој влегол вака, некој влегол онака. На крај се гледа кој е вистински професионалист внатре во институцијата и тоа лесно го забележувате. Претпоставам се. Да, старешините лесно препознаваат кој е добар професионалист, кој може да заврши. Ама старешините се партизирани. Не. Значи пазете, јас се согласувам во овој дел што господинот Боцевски го кажуваат. Кога општеството ќе дојде во една таква ситуација да малтене до крај, прибрано до зид. Може ли да видиме уште... Не, јас очекувам на овие избори, јас и на многу медиуми уште од декември месец зборувам дека сега е топката во рацете на македонските гласачи. Што поголема излезност, нас 65-70% излезност, со 700.000 граѓани. Добро, да не праќаме сега политички пораки. Да не праќаме политички пораки, за безбедност е емисија. Не, безбедноста во тој дел и безбедноста ќе се најде. Како важна тема. Како важна тема, затоа што една од најважните теми, јас зашто реков че се согласам со господинот Боцевски. Значи полицијата е еден од носечките столбови, додека кај армијата е сега нешто друго, таа е по НАТО стандарди и таму владеат некои други законитости сега. Неа ја тргаме може ли да очекуваме уште крвопроливање од страна на овие наркокартели пред изборите? Ако сега тоа пред изборите можно е, значи можно е, не викам не, но новата политичка власт во првата година, ако не испорачат силни резултати, затоа и јас и преđe реков, во делот на безбедноста, јавната безбедност, ова што е полицијата, во делот на здравството, во делот на образованието и во делот на економијата, тие 4 столба, најбитните столбови на државата. Јас мислам дека многу лошо ќе поминуеме понатака после тоа. Знаеш што е прашањето? Зошто го тврдам ова? Минатиот пат, кога Груевски и Мјалков видоа дека очигледно е, се поочигледно беше дека паѓаат од власт, малку залудеа, да бидеме искрени, и како резултат на тоа дојде оној 27 април. 27 април не е ниту дело на оние кои таа се у затвор поради тоа, не е ниту дело на оние кои се водат уште процеси против тоа, не е ниту дело на оние кои беа амнестирани. 27 април е дело на радикализам на структура која паѓа од власт, а таа структура има глава. Да бидеме вака отворени и искрени. Ако тогаш беше на линија дали ќе паднат од власт или не, и прекипувачкиот момент беше тоа гласање во собранието на новиот председател, тогаш Талат Џафери, сега премиер, денес ситуацијата е обратно. И денес на сите им е јасно дека овие избори ќе бидат финишот за една групација, тоа е СДСМ, или за две. А Дуи е на граница дали да им се приклучи. Откако Дуи свати дека е на граница, слично како 2017 година Груевски и Мјалков, сега и Дуи етнички се радикализираше, не знам дали го видовте сето тоа. Го видовме. А плюс ги гледаме и овие судири во мафијата. Дали Ѓурчевски може ова атмосфера, ваква каква што ви ја опишав, и ја компарирав со онаа во 2017 година, дали е можно да биде сериозна безбедносна закана за Македонија, за двајцата? Пазете, не дека е сериозна безбедносна закана, затоа ние викаме дека пред избориве основно што треба да го направите, особено во делот на Министерството за внатрешни работи, да се има јасна политичка и безбедносна проценка на вкупните состојби, во какви околности ќе ни се одржуваат тие избори, како ќе делуваат криминалните групи, дали ќе имаме нарушување на изборниот процес, со кршење на кутии, со напади, со физички пресметки, каде ќе биде употребувано оружје и така натака. И затоа во овие 100 дена професионалниот апарат во Агенцијата за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање и така натака треба да направи јасни политички оценки и безбедносни
значи и безбедносни, на сите овие ризици за кои што сега ние зборуваме. Затоа што оваа состојба на равчистување внатре во ДУИ ќе продолжи, оваа состојба на внатре равчистување во СДС ќе продолжите и понатака, немојте да мислите дека ова ќе застани, затоа што ќе се знае дека голем број од тие елити ќе се судрат со законот во првата година, она што јас цело време го викам, испорачување на резултати во делот на криминалот во Еден од првата година. раководителите во НТШ, не знам на која позиција се, сега ја гледам сликата, се вика Велиновски Златко, човекот, Так. од НТШ, го има на слики со Муареми Шевај Так. од Грчец. Сега баш ја гледам Да, сликата. да. Муареми Шевај од Грчец го има со Талат Джафери, го има со Оливер Спасовски, сите. со Меси и така натаму. Сега прашањето е, како некој од НТШ? Значи, НТШ постои, што е скратенка Политичка НТШ? недозволена трговија и шверц. Значи, дрогата ја брка НТШ. Да. Да, тоа е во нивна во И тој нивните описи, седи, еве, попис на тука работни гледам имаат задачи. лепче, нешто, мезенци и така натаму, седи со него. И како сакате да биде не Та биде дали е превалувани? началник, дали е Не, не, обичен не е инспектор, битно, ама и обичен, неважно. ама и обичен Значи, инспектор кога неважно. се планират акцијата, се знаат кои инспектори ќе учествуваат. гледам сега сликата Да, се знаат баш. кои инспектори ќе учествуваат, со која опрема и така натака кога се планираат она техникалија, што викаме, она техникалија кога се планират акцијата. И сега нормално е некој од тоа. Значи ние уште на времето јас најстрого забранував употреба Може на да ви мобил, кажеме да на мобилни телефони до мене кога ме додека- апсеа НТШ. Да, Седиме на кафе со мој другар, да не го именувам сега, тука во аеродром, така. и наеднаш доаѓаат четворица и вика оставете се телефони на маса и ние вака гледаме кои ни вадат, значи вика ние сме од НТШ. А ние најблиску до така недозволени субстанции што сме стигнале е чај. И викам добро, зашо? Викам шо? Па вика го гледаат другар ми, кој иначе работи во една меѓународна организација во Македонија во тој момент. Зборуваме, значи, баш околу короната. Сакаш да кажеш филијан луѓе биле Не таму. филијан луѓе, значи зборуваме за човек со медицински факултет, доктор, Так. што има ова, вика тебе вика одамна те бркаме и ја го гледам што преш бе ти викам. Ја прво тоа помисли, вика излезете надвор, излегуваме надвор. Вика да ви правиме претрес треба на автомобилите. А викам луѓе каков претрес на автомобилите, шо ви е вас? Вика ти кјути, вика ти си вика колатералка пошто си со него, ама мора и тебе вика да ти ја претресиме колата, вика пошто седиш со него. И ја почнем да се смеам, викам, бе, ти знаете ли кој е овој? Има човеков дипломатски пасош, иако е македонец, има таков Добро. таква добро. е организацијата. Добро да е меѓународна организација, невладина. И го гледаме, не е невладина. Владина, меѓу Владина, меѓувладина. Добро. И викам, што ви е вас? Што правите вие? И ги земаат личните карти, ги земаат личните карти, се јавија и констатираа дека всушност ги оставија личните карти, се спакуваа полицајци, влегува у кола и избегаа. И ние стоиме вака, требаше да не претресуваат, и стоиме гирчевски на паркинг и се гледаме меѓу себе, а викам чекајте бе, дај кажи, викам што е работа, ние ги бркавме после полицајци да ни објаснат што е. Влегува во кола и ги снема. Подоцна Наместо културно да се извинат и така натака дека е грешка Значи перцепција. сега пази, во кафиш доаѓаш, не апси, не вади од маса, излезете надвор да не ја правиме тука големата, не вика. Добро. И јас се јавувам покасно кај начан, викам што е проблемот? Абе вика има некој тамо дилер од аеродром Ситен, подолго време е вика во бегство, и имал исто име и презиме со мојот другар. Так. Затоа требало да се извинат. Ама не сега замислете, чекајте се прво какво е тоа ти да идеш да ме влечеш мене од ресторан, пошто сум имал исто име и презиме со некој. Секунда да ви. Точно на вакви примери, на ваков пример, треба да дојде до израз внатрешната контрола во Министерството за внатрешни работи, каде што граѓаните треба да поднесат Ча мене преставка. тоа ми го правиле, а со Шевај секунда. у кафана седеле. Зато се вратив на Значи- она првото прашање на господинот Боцевски, на Ивица, да не се пресираме. Значи се вратив на првото. Што е внатрешната контрола? Видете, во последниве 7 години Оливер Спасовски создаде монструм од таа институција. Внатрешната контрола е цивилна контрола на силата, на полицијата.
Значи тоа е незината главна суштина. А цивилната контрола на полицијата ја врши министерот визави директорот кој што раководи со полицијата согласно закони. Зборам како е законски регулирано. Внатрешната контрола не треба да водите истраги. И по сите основи, секогаш кога довеđат нов министер, носите екипа за внатрешна контрола составена од новинари, од адвокатска комора, од невладин сектор и така натака. И ако они утврдат дека има прекорачување на овластувања на вакви случаеви, како и овде што викаме, фотографирање, седење со криминални групи и така натака, за тоа нема ој треба да лета од работа не, секунда. Пази. Инспекторите треба да контактираат и со криминалните структури, но за сето тоа треба да има да постои пишан материјал. Записник, што цел имате што си седел со тоа, значи не на што Facebook да ми се не е сликаш. така, што цел, кое действие се преземени и така натака. И затоа викам Така е, внатрешната контрола, ако нешто треба да се реорганизира во МВР, тоа е прво секторот за внатрешна контрола кој што стана плашило за полицајци да не превземаат службени действија и таму каде што треба да превземаат службени действија, значи да примена средства за присилба со овластување согласно закон и така натака. И тој сектор да биде составен. Значи, затоа викаме, во тој сектор треба тесно да биде да е присутен омбудсманот, односно правобранителот, кој што ги штити човековите права и така натака, а доколку полициските службеници сторат кривично дело во вршење на службата, си има јавно обвинителство и си има оддел за истраги, јавниот обвинител си регрутират истражители од сите државни органи кои што му треба да изведат докази, а не секторот за внатрешна контрола да води криминалистички истраги. Луѓе, тоа е надвор од нормално размислување во нормална држава каде што треба да се врши. Јас сум Ивица. Значи мораме да имаме цивилна контрола на силата. Да. Иначе полицијата може Да, па тоа е затоа постои политиката. Тоа е суштината на демократијата и суштината на политиката. Затоа ова го зборам. Значи ако нешто треба да се реформира од корен, треба да се реформира прво секторот за внатрешна контрола. Слушатели, ја морам да ви изрецитирам за крајот оваа емисија малку поезија. Ивица нешто сакаше да каже? Ивица? Ебе, јас само сакав да кажам дека е трагично, како заклучувак на овој дел. Трагично е што една трагично е што една полициска акција прво има политичка димензија. Катастрофа. Владислав Петрович Дис пред повеќе од 100 години во неговата песна Нашите денови ги опишал баш нашите денови. Кажавме, полиција седи со криминалци, криминалците се сликаат со тие од власт, пеачки им се љубовници, се испраќаат од нив на социјалните мрежи. Потоа ги гледаме истите тие како идоли на нашите млади. Во Скопје никогаш повеќе дрога немало во градот. Луѓе за кои јас сум мислел дека се пристојни, фини и добри, на крај сум сватил дека користат кокаин. Тоа е тоа. Владислав Петковиќ Дис уште во 1920-та, негде 17-та, пишува вака. Вели, се развило црно време на опаѓањето, надојдени се шљамот, развратот и пороците. Расширена е гнилата смрдеја на пропагањето. Загинати се и хероите и пророците. Прогледале сите дупки и канали, високо се издигнале сутерените. Сите перфидни, сите проклети и мали станале денес наши суверени. Искрадени се храмовите и светиите, исмејани се сите доблести и честа, понижени се гробовите и животите, изгасени и мртвите и прелеста. Од жандари направивме великаши, достоинствата ги поделија идиоти. Лоповите станаа богаташи, мрачните души се нарекоа патриоти. Ова е некоја селекција на песната, предолга е да ја прочитам, можете да ја прочитате. Ова е превод на македонски, на српски звучи многу подобро, почитувани слушатели. Од прилика вака изгледа нашето општество. Од лоповите направивме великани, а нели со патриотизмот се бават мрачните души. Тоа е. Моралната ситуација во нашето општество е таа, ние сакаме да бидеме зракот кој наутро ќе ве буди од ова сценарио,
Ја најмногу мразам да правам вакви емисии, ама што да правам кога најмногу сакате да ги гледате. Може би треба вака малку и мајцет од самите да си го смените.